Добро утро. Во следните 10 минути ќе позборуваме за состојбата на јавното претпријатие Водовод и канализација, за наплатата на долговите или за евентуално поскапување на цената на водата. На овие прашања ќе ни одговори директора Златко Перински. Добро утро и добро дојдовте. Добро утро, поздрав до студиото, поздрав до Скопјани, добро дојдовте во Водовод. Убаво се чувствуваме тука, убава е терасата, убав е погледот, морам да забележам. Би започнала веднаш со онаа бескаматна наплата и можност за плаќање на долговите без камата, која што неодамна ја промовиравте. Има ли досега никаков фидбек оваа новина со оглед на тоа што порано се зборуваше дека тешко оди баш наплатата на долговите? Па добро, праксата докажа дека ова е една полезна акција и за претпријатието Водовод и канализација и за сите скопјани кои што имаат на некој начин заостанати долгови или обврски према нашата компанија. Во таа насока досега имаме склучено некаде околу 115-116 договори во вредност од нешто повеќе од 8 милиони денари, но исто така праксата ни покажа и докажа во изминатиот период дека обично граѓаните повеќе интензивираат или ги исклучуваат договорите кон крајот на тоест последните 2 до 3 недели од истекот на акцијата, така да во периодот што следи очекуваме навистина наплив за оваа акција и големен интерес. Би сакал да искористам оваа прилика да ги поканам скопјаните доколку се во можности денеска да дојдат, сепак имаме ковид пандемија, за да не се соочиме со навалица од луѓе да постепено си ги завршуваме и ние активностите, а и на нив да можеме да им излеземе во пресред да навремено си го сервисираат долгот на рати. До кога ќе трае оваа можност? До 15 март трае оваа можност. Дополнителна активност која што ние како претпријатие ја превземавме е тоа што од 24 рати практично ги дуплиравме можноста за плаќање на 24 рати за домакинствата, за физичките лица, сега е на 48 рати, што е дополнително олеснување за сервисирањето на нивните заостанати долгови. Наистина убава можност, верувам дека ќе искористат нашите гледачи, сите кои што ја користат оваа услуга всушност од Водовод претпријатието. Во период кога се поскапува, цените одат нагоре, да очекуваме ли поскапување на цената на водата? Па токму така, да, све оди нагоре, навистина и ние како претпријатие согласно ценовни шокови кои што се предизвикани што од пандемијата, што од финансиската криза која што демне нашата држава, навистина ни отежнато тековното работење, но периодот што следи Водовод и канализација Скопје нема да предвиди, тоест нема да побара поскапување на цената на водата, така да скопјани може да бидат спокојни во тој дел, инаку цената на водата, како и на електричната енергија ја одредува регулаторната комисија, практично не ја одредуваме ние како претпријатие, но ние нема да побараме таа да се зголеми. Би сакала да ве прашам и нешто околу принципот на работа. Со смината на градоначалничката на Даниела Арсовска можевме во повеќе наврати да слушнеме дека се работело недомакински во поголем дел од јавните претпријатија. Затикнавте ли тука недомакинско работење, се направили ревизија? Согласно крајот на секоја фискална година, нели ние како претпријатие, а и сите останати имаат обврска да се направи финансова ревизија на завршната сметка од екстерна финансиска куќа. Таа процедура е во тек, но паралелно ние работиме и неколку ревизии кои што се однесуваат на реконструкциите на постојната водоводна и канализациона мрежа. За жал, првичните наоди кои што ни ги даде таа ревизија евидентираат отстапување во процедурите. Станува збор за 2 локации и 3 реконструкции, каде што изведувачите се воведени во работа без склучен договор, што е навистина сериозен прекршок. Се уште постапката е во тек, немаме конечен извештај ревизорски за да можеме да кажеме што точно се случува, но првичните наводи се навистина е да кажам загрижувачки. Не знам како ќе заврши и доколку се јави потреба или доколку се констатираат овие прекршоци кои што ги има и во нацрт извештајот, а да се пресликаат во конечниот извештај, во тој случај ние ќе си ги информираме надлежните институции. Би ве прашала и околу реконструкцијата на водоводната канализационата мрежа, дали да очекуваме некои поголеми зафати, има ли потреба? Секако дека има потреба, значи ние сме претпријатие кое што наша основна дејност е реконструкција и одржување на постојната водоводна и канализациона мрежа. Во таа насока генерираме приоритети заедно со општините и во соработка со градот Скопје, се разбира. Периодот кој што ќе следи ќе се фокусираме на оние позиции каде што имаме најголеми губитоци на вода и најголеми можности за дефекти, ајде да кажеме, за да можеме да превенираме прекинато водоснабдување. Знаете ли кои се тие локации? Секако, дел од нив ги знаеме, дел од нив ги откриваме. Нашиот главен фокус во моментот ќе биде
општина Газибаба затоа што таму имаме најчести дефекти и сето тоа сакаме да го превенираме и да го санираме. Понатака ќе имаме тековни реконструкции спроведени на цела територија на градот Скопје. Планираме активности во Кисела вода, во Карпош, во центар, во аеродром, така да тоа е наша тековна активност. Би ве прашала и околу проблемот со крадење на шахтите. Тоа е еден проблем за кој што некако многу малку внимание се посветува, се довидува во прашање можеби безбедноста на минувачите и квалитетот на работењето на претпријатието. Се случува ли уште оваа појава? Сега за сега оваа девијантна појава е смирена. Последните неколку недели од декември и првите неколку недели од јануар навистина и ние бевме изненадени. Не можевме да сватиме што се случува. Чисто како паралела ќе ви кажам, минатата година и водовод и канализација има потрошено некаде околу 5 милиони денари само на санација на сливници и шахти. А ние со 5 милиона денари можеме да реконструираме повеќе од 500 метра водоводна или канализациона мрежа. Значи навистина е тотално непотребно да трошиме финансиски ресурси да санираме нешто што е направено. Затоа повторувам и апелирам до скопјани, до онаа мала група која што девијантно се однесува, а за жал сите ги трпиме последиците од тоа девијантно однесување, да престанат да го прават ова затоа што навистина треба да се фокусираме да градиме нешто ново, да одржуваме, за скопјани да немаат никаква причина или потреба за рестрикција од вода. И ја прашала некаде пред крајот на разговорот, конечно дали се подигна свеста кај населението да внимаваат што фрлаат во шахтите и во одводот, затоа што сме имале ние и во утрински брифинг разговор на таа тема кога зачестените несовесни однесувања на граѓаните доведуваат до запушување. Во овој момент имаме стабилна ситуација во канализациониот систем, но таа појава, без разлика колку и да апелираме кон граѓаните, се случува континуирано и тука ќе се трудиме и понатака да апелираме до сите нив. Ние навистина ги вложуваме сите максимални напори и ресурси кои што ни се на располагање за да биде се како што треба, да немаме никакви препреки во функционирањето. Постојано ќе апелираме и во иднина. И сосема за крај, пиеме ли чиста вода? Пиеме чиста вода, тоа одговорно ви го тврдам. Значи да престанеме со купување флаширана вода од маркетите и да си пиеме вода од чешма. Мојот апел е ние да си го цениме природниот ресурс кој што го имаме како држава и како град, се разбира, затоа што имаме втора по квалитет вода во Европа после Виена. И тоа не го кажувам ја, туку го кажуваат релевантни институции и она што сакам да го потенцираме, можеби имаме и наевтина вода и како ресурс версус цена, мислам дека навистина треба да цениме она што природата ни го дава. Јас тука никаде ќе ви заблагодарам за денешното вклучување во утрински брифинг. Верувам ќе имаме можност повторно да дојдеме кај вас или вие кај нас во студиото на слични теми. Секогаш сте добре дојдени. Благодарам уште еднаш. Водата како единствено нешто без кое што не се може, секогаш ќе ја третираме кога ќе има потреба за обработка на вакви теми.